Секоја трета жена претрпела некаква форма на насилство во животот, покажува статистиката. Само иницирањето да се пријави насилството без да се пружи соодветна заштита и сервиси и услуги не го дава посакуваниот ефект. Токму затоа насочувањето кон специјализирани услуги, кои се однесуваат на жените жртви на семејно насилство, нивните деца, но и насилниците, може да го затвори безбедносниот круг. Во Струмица почна со работа првиот специјализиран сервис за бесплатна правна и психосоцијална помош, што го спроведува HERA, UN Women и Сдруженијето Sky Plus. Изминатите 2 години практично HERA спроведе серија на обуки за професионалците за постапување со жртвите и третман на сите оние кои што се засегнати од насилство и истите да бидат давани професионално и според стандарди. Она што исто така ни кажуваат бројките е дека од декември, кога првпат е отворен самиот сервис, до денес 48 жени кориснички се обратиле во центарот и добиле над 180 бесплатни услуги, како за психосоцијална поддршка, така и правна поддршка. Токму ова само потврдува дека колку се попристапни овие услуги, толку повеќе самите жени се охрабруваат во локалната заедница да се обратат за помош и поддршка, и ова е еден од примерите кој што треба да биде следен насекаде во Македонија, затоа што само така може да зборуваме за сеопфатна заштита од насилство. Од советувалиштето велат дека помошта што ја добиваат жртвите е иманентна во нивното понатамошно закрепнување и вклучување во заедницата. Процесот на поддршка и помош во советувалиштето се врши индивидуално и во група преку претходно закажани термини. Советувалиштето е специјализирана форма на помош од страна на професионалци кои што нудат поддршка и помош и заекнување на самата личност. Освен ова, значи, има и други поддршки од доменот на превенција, советување, трауматска и кризна интервенција. Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска истакна дека интенцијата на владата и ресорното министерство е да се продлабочува ваквата заедничка соработка која е клуч за успех. Само соработката на влада со локална самоуправа и граѓански организации даваат одлични резултати, како што е резултатот и од првиот ваков сервис, односно услуга во планскиот регион во југоисточна Македонија. И со отварањето на оваа услуга овде во Струмица, всушност, го заукружуваме во сите плански региони во државата постојат вакви советувалишта кои што се блиски до граѓаните, односно до жените жртви на насилство. Струмица останува лидер во креирање и имплементација на политики кои водат кон родова еднаквост и социјална заштита, вели градоначалникот Костадинов. Општина Струмица, која се повеќе го достигнува својот врв кога станува збор за борбата против родово базираното насилство, имавме слух за оваа потреба и го поддржавме отварањето на советувалиштето. Како што и го поддржуваме шелтер центарот за жени жртви на семејно насилство. Просторијата во која е сместено ова советувалиште е обезбедена од страна на општина Струмица. Во моментот Струмица изработува и акцијски план за родово базираното насилство за 2022-2023 година, во кој борбата против родово базираното и семејно насилство е дефинирана преку повеќе стратешки цели. Советувалиштето финансиски е поддржано 9 месеци од страна на HERA, а останатите 3 месеци финансиски ќе биде поддржано од страна на програмата за еднакви можности на мажите и жените од општина Струмица. Од UN Women истакнаа дека нивната цел е да го стимнат дејствувањето на локално ниво за најранливите во време на криза. Од почетокот на пандемијата, UN Women интензивно работи на зајакнување на сервисите за специјализираните сервиси за заштита на жените жртви на насилство, жените и девојките. Инаку една од главните стратешки цели на UN Women е ставањето крај на насилството врз жените и девојките. Во рамките на нашата програма најмногу се фокусираме на давање поддршка на владата да се создаде правна рамка која што е во склад со Истанбулската конвенција.
да се промовираат општествени норми кои што ја зајакнуваат родовата еднаквост и спречуваат дискриминацијата, како и да се зајакнат сервисите кои што даваат специјализирани услуги на жените и девојките жртви на насилство. Кампањата ја спроведува Сдруженијето на граѓани Sky Plus во рамки на проектот Обезбедување бесплатна правна помош и психосоцијална поддршка за најмалку 200 жени припаднички на малцинствата и ранливите групи, кои го спроведуваат HERA, Асоциација за здравствено образование, едукација и истражување и UN Women Скопје, додека финансиите се обезбедени од страна на Европската Унија.